Значи денеска спортската сала во основното училиште Тодеки Читефов веќе е и технички примена, што значи е комплетно изработена, завршена. Јас сум задоволен што еве во еден рекорден временски интервал изградија, некаде за година дена, што значи за разлика од другите спортски сали што ги града по другите општини, па и кај нас, се градеа некаде по 3 и повеќе години. Нашето училиште, како училиште, со најголем број на ученици, за жал што досега немаше и спортска сала, но еве и тој дел во училиштето го завршивме за образовниот систем по физичко образование да биде комплетен, наставата да се изведува во комплетни услови, како што доликува една настава за физичко образование во едно училиште. Исто така реконструиране и игралиштето во училиштето. Игралиштата со самите градежни работи беа малку и деформисани, но сепак игралиштата беа многу одамна изработени со асфалт и игралиштата беа руинирани, што значи имаше потреба за нов слој на асфалт, што значи во текот на овој летен период, односно наназад за некои 10 дена, беа изработени игралиштата со нов слој, да имаме еден комплекс за физичко образование покрај спортската сала која еве гледаме е спремна од новата учебна година, исто и игралиштата да биде во функција ради безбедноста на учениците со оние дупки пукнатини што се наоѓа, што значи ние сме како училиште комплетни за физичко образование во училиштето. На месец дена сме пред стартот на новата учебна година. Дали училиштето е комплетно подготвено покрај спортската сала и со останатите училници и останатите делови? Да, училиштето е комплетно, уште сега е спремно. Исто во училиштето направивме еден проект. Сите врати во училиштето што беа по училниците беа дрвени, стари врати, ги заменивме со нови ПВЦ врати, што значи покрај она топлинска енергија што се губи, остануваме во ситуација да цела комплетна топлина да останува во училиштето, се со цел учениците да има една топла атмосфера во зимскиот период. Исто така го изработивме и крово на училиштето, нов кров, квалитетен кров, енергетски. Парното го заменивме од дрва на пелети, што значи во училиштето имаме направено проекти. Училиштето, иако е зграда од 1962 година, сепак во овој случај и сами можеме да видиме од изгледа училиште како да е веќе сега изградено. Исто така за безбедност на учениците изграден е и дворо, ограден преку проектот на УСАИД и останува во училиштето оние тековни одржувања. Големите проекти се завршени и баш мене ми е мило што успеавме, ете и во мојот мандат што успеавме овие големи проекти да ги завршиме. Секако тоа го работевме заедно со целиот вработен колектив во училиштето. Јас како единка секако не можам да ги завршам сам. Јас само можам да менаџирам, да дадувам насоки, но сепак во пресед ми излегоа сите вработени, сите се залагавме максимално и ова што го направивме е дело заедничко на сите.